Лето асоцира на сонце, рекреација и на велосипеди. И да, го имаме вистинскиот човек за да разговараме на оваа тема. Добро утро и добре дојде во утринската програма на Лазо Миновски, наш познат велосипедист. Како сте утрово? Првин добро утро, добро ве најдов. Како сум утрово? Поспано малце од себе. Ама бидејќи сте спортист, велосипедист, треба утрото да ви е пријатно и да го зграбчите денот, нели, за да уживате во почетокот на денот. Па да, секако кога одиме на тренинг да возиме велосипед, нели, стануваме во 5-6 сат сабајле. Така. Сега ќе говориме за велосипедите. Вообичаено во летниот период граѓаните многу често се одлучуваат да возат велосипед. Па дали навистина во текот на летото зголемен е интересот, но и продажбата на велосипеди? Па секоја година сезоната фактички почна уште во пролет. Април и мај се ударните месеци за купување велосипед, а во текот на летото мислам дека купуваат велосипед луѓето што закаснеле малце. Зголемено е секој, значи кај нас сезоната трае 2 месеци. 2,5 месеци е максимумот каде што луѓето се обезбедуваат нов велосипед. Покрај рекреацијата, колку велосипедот станува превозно средство за секојдневните обврски на граѓаните и кои се неговите најголеми предности кога живееме во урбана средина како што е главниот град? Па, ајде да почнем со второто. Најголеми предности се со тоа што ја избегнуваме цела гужва. Нели, автоматски ние се рекреираме и избегнуваме цела гужва, нема нервози, брзо се стигнува. А во врска со возењето на велосипед, морам да го пофалам женскиот свет, каде што мислам дека 70% од жените го возат како превозно средство за на работа, додека 30% мажите. Жените се поактивни за одење на работа, а за рекреација се мислам 50-50, кога одат на тренинг. Но и за возење велосипед потребни се услови, соодветна инфраструктура. Што е потребно за повеќе луѓе да се одлучат да изберат велосипед наместо автомобил? Значи, подобра инфраструктура, поголема сообраќајна култура или можеби поголема едукација за безбедно возење? Види, факт е дека доста велосипедисти во Македонија, што дамна тоа го зборам, немаат велосипедска култура. Како најранлива гранка, они мислат дека се први во сообраќајот и прават големи грешки. Значи, не секоја што автомобилите се проблемот, него и самите велосипедисти. Немаме се уште 100% Скопје е велоград, да, точно Рамен град и е супер, пошто е Рамен град супер е да се оди на работа со велосипед. Мислам дека фалат уште некои 30% за да се спои комплетно, не комплетно, али главните булевари да се спојат како што треба, да имаме баш на гладки влез излез на секој тротоар. Ајде за крај на разговорот да одговориме и на спортско-здравствениот аспект при возење велосипед, колку тоа ја подобрува психофизичката состојба на организмот. Види, најдобра кардиовежба дефинитивно е возење велосипед. А за психичката состојба се е супер кога било кој ќе вози сам. Со возење сам, дали на водно, дали некоја подугачка тура, тука психички многу поише зајакнуваме, освен физичкиот дел. Останува да им порачаме на нашите гледачи сите оние кои што се во можност барем во текот на летниот период како превозно средство за да се пробиете ни сообраќајниот метеж во градска средина, одберете велосипед, верувајте ќе биде многу подобро и за вас. Побрзо ќе стигнете, а од друга страна и сето тоа ќе влијае позитивно за вашата физичка состојба и вашето здравје на организмот.